Почитувани, добро дојдовте назад. Како што пред малку најавив, како мој втор гостин денеска во студиото на Утрински печат е универзитетската професорка Ана Чупевска, со која ќе поразговараме за сите оние актуелности кои што го бременат македонскиот граѓани. Професорка Чупевска, добро утро и за вас и добро дојдовте во студиото на Утрински печат. Добро утро, благодарам на поканата. Пред малку на ова исто столче кај што седите вие, беше подпредседателот на СДСМ Стефан Богоев. Со него продискутиравме на оние важни работи кои што се во фокусот на домашната политичка сцена. Па најпрво, слично и како него, би ве запрашал и вас во однос на шведското претседавање. Шведска го презеде претседавањето со Европската унија од 1 јануари. Имајќи во предвид дека оваа нордиска земја географски е далеку од нас, меѓутоа гај блиски односи со Македонија, па би сакал да ве запрашам едно ваше видување што може да очекуваме од ова претседавање 6-месечно на Шведска во однос, нели, на нашиот евроинтегративен пат? Па, воопшто со Европската унија, тоа е случај поготово со Советот, конзистентноста на политиките не се доведе во прашање и се води смисла за континуитетот. Од таа перспектива, она што го именуваат како General Affairs во рамките на Советот и претседавањето на Шведска, прв и основен приоритет е безбедноста и единство во врска со безбедноста. Сега, бидејќи Западниот Балкан стана безбедносна тема апропо тригерите поврзани со агресијата на Русија врз Украина, многу јасно и децидно наведено е во General Affairs рамката дека ќе продолжи интеграцијата на земјите од Западниот Балкан, дека ќе се пружи помош во тој правец и посебно дека ќе се интензивираат неопходните реформи поврзани со судството и со владењето на правото. Значи, тука ќе биде таргетот. Значи, интеграцијата продолжува, помошта кон реформите, посебно за овие два аспекта. Кога говорите владењето на правото и приоритетите на Европската унија, дали мислите дека Шведска, еве конкретно говориме за оваа земја, дека директно или индиректно нели би се насочило со некаков притисок на македонските институции да ги спроведат оние реформи и да ги решат оние проблеми кои што се нужни, говорам за продолжување на патот? Па не би го именувала јас тоа како притисок, туку како помош која што ни е потребна во моментов, бидејќи очигледно имаме малку потешкоти во врска со овие работи и уште пред францускиот предлог, високите представници на Европската унија, други важни дипломати од САД, Германија и така натаму, сите ни даваат такви сигнали и поддршка во правец да се справиме со тие работи кои што очигледно ни се проблем. Зошто е битно? Затоа што корупцијата, владењето на правото, тие веќе се референтна точка за анализа на безбедноста. Значи, безбедноста на земјите зависи од нивото на борбата со корупцијата, со криминалот. Значи, секоја коруптивна дејност представува фактички опасност по безбедноста, бидејќи безбедноста е фокусот, мора на тоа сериозно да си поработиме. Ние сме во услови на војна. Ние во Европа. Колку овие, споменавте безбедноста и корупцијата, нели, партизираноста, да не споменуваме и сите оние представки кои што константно се споменуваат во меѓународните извештаи. Колку корупцијата може да се реши, говорам овде за краток период, во однос на оние сите заложби кои што ни ги даваат овие западни мисионери, амбасадори и високи представници, еве како оној вчера кој што беше во Македонија, Дерек Шоле, кој што нели спомена дека корупцијата треба се кои се мерките кои што еве овие западни дипломати би можеле да помогнат на владата и на државата да помогне да се реши овој горчлив проблем? Па сега Црна листа. Да, таа листа е на санкции. И што би донела таа? Што би донела таа? Па би повлекла, што е суштината? Суштината е дека треба конечно да се
нагласи таа индивидуална кривична одговорност. Сите лоши судски одлуки, сите неосновани обвиненија или слабо наведени обвиненија имаат име и презиме. Значи тоа не се некои фантоми, тоа се луѓе со име и со презиме кои што за жал ставаат црна дамка поготово сега ова фокусот е на судството, поготово во судскиот систем и таа независност за која што толку сакаат да зборат од некои од судиите, таа независност прво и основно повлекува одговорност. За да човек биде независен, треба да биде одговорен. За некој за да биде слободен, треба да биде одговорен за сопствените... Имено. Значи, одговорноста и отпорноста на демократскиот поредок зависи од тоа колку ние ќе се капацитираме и колку сме способни нашите институции да процесираат правда во која што ќе се знае кој е крив во врска со определени случаеви. Значи, за нас не е новост ова со Мјалко. Како да процесира... Тоа е некоја нормализација на поведенија кои што се ненормални. Така, во демократски поредок. Тоа не е нормално. Не е нормално, нормално ли е да се краде? Нормално ли е да се злоупотребуваат државни? Тоа не е нормално во демократски услови. За диктатури, за тоталитарни режими, да. Тој што е на власт, тој поседува све. Меѓутоа во демократски услови не може да биде нормално вие да крадете и да без одговорност да на што речи тоа? Па има ли механизам оваа влада и оваа политичка гарнитура да се доволно е само законите да се применуваат како што во духот на кој што се создадени. Тоа е доволно. Што треба да правиме повеќе од тоа? Да се ги применуваме законите во духот во кој што не да ги злоупотребуваме како со случајот со манипулации со процес на правда во последниот случај со Таргет Тврдина. Таму имаше конкретно авторитарен процедурализам. Значи примена на закон, све е согласно вика законот, меѓутоа во правец да се ефектуира сериозна манипулација. Значи, духот на законот е битен. Која е целта на тој закон? Почитувањето на законите, малце овде ќе бидам саркастичен, е вистинското лице на оваа влада. И дали се залага оваа власт за да се почитуваат законите, независно во која сфера станува збор? Па сега, што да речам, има повеќе, значи има некои процеси кои што се водат и против државни функционери, актуелни, бивши, и тоа е за поздравување, меѓутоа има многу уште да се доработи, не може да се спие на тоа уво дека има два-тројца што се соочиле со законот, треба сам сериозно да се пристапи кон тие прашања. Следна тема која што би сакале да продискутираме во однос на нашиот евроинтегративен пат кој што годинава е во фокусот и на оваа влада, меѓутоа кажа и председател Пендаровски, Ковачевски, па и Талат Џафери во оние новогодишни обраќања дека евроинтеграциите, меѓу кои промена на уставот како услов за наше продолжување на патот кон ЕУ, ќе бидат во фокусот на државата. Кој ќе ги вметне бугарите во уставот, професорка Чупевска, ВМРО или СДСМ? Треба сите заедно тоа да го направиме. Значи, ние, како граѓани, со нашите представници во парламентот, треба да имаме национален консенсус за збогатување на нашата мултикултурна демократија. Прво, не станува збор само за бугарите, него станува за сите заедници кои што се регистрирани во пописот, повеќе се, тие што имаат потреба од тоа, значи потребата да бидат признаени, да им се даде валидитет, дека се граѓани на оваа држава, тоа не може апсолутно во никој случај да загрози демократијата, напротив, може да збогати. И затоа, бидејќи ова е дел од копенхашките критериуми, значи тоа не е врзано за бугарите само, него се копенхашките критериуми, условот за членство е да фактички да покажеме демократска зрелост, дека можеме да акомодираме разлики, да ги прифатиме другите, да нема говор на омраза, например, према другите, и од тука се очекува при листањето на други заедници кои што им е важно да бидат присутни во уставот, да дојде и промена до
комитетот, парламентарниот комитет за односите меѓу заедниците, кој што фактички е единствен во светот од оваков тип, каде што помалите заедници имаат мнозинство во тој орган, како не би биле надгласувани од мнозинската култура, во случајот македонската. Тоа нас само може да ни го збогати живењето, мултикултурата, не може ништо лошо да не се случи од една такава интервенција. Меѓутоа, паметиме во историјата на назад дека, не знам, историските факти говорат дека односите со Бугарија во минатото знаеме какви биле за време на Втората светска војна. Сега во историските комисии меѓу другото се бараат пременување нели на дефинициите како тие владееле овде, меѓу кои заедно чествување на национални празници македонски дејци и борци. Колку овие паралели се ајде да кажеме се почитуваат од другата страна. Колку бугарската страна работи на тие добрососедски односи и колку се залага за слободни права на македонците кои што живеат таму? Па видете, значи ние сите сме гледаме што се случува со бугарската страна, колку неправедно постапи Советото, колку тоа, мислам, бесмислено сето беше. Проблематизирањето на идентитетските на македонскиот идентитет е сериозен проблем, меѓутоа нас тоа не треба да не обесхрабрува. Ние треба да си ја гледаме нашата задача, нашата работа, да си направиме тука убаво место за живење. Зошто нас да ни зависи, значи, нашиот прогрес од расположението на трети страни. Ние да си ги воспоставиме демократските вредности во полн капацитет, за да не биде на нас убаво. Они што сакаат нека прават. Тоа светот го гледа, Европа го гледа, затоа и не добија поддршка на неколку наврати за клучни нивни интереси. Така што нашиот влог и во преговорите, и воопшто во Европската унија и во светот би рекла, е значително зголемен во поглед на нашата заложба да бидеме условно кажано добрата страна, конструктивната страна, и во таа смисла нашата надворешна политика е за поздравување. Ние успеавме со Преспански договор да покажеме многу висока свест, со договорот од Бугарија исто е. Сега во договорот, нели, во две страни се тука. Ние треба нашите обврски да си ги завршиме. А они на нивна одговорност, еве си последиците, ќе си ги сносат од таквото поведение. Колку се возможни, кратко овдека и би абсолвирале оваа тема околу уставните измени, колку се возможни тие да се случат, нели, го прашав ова и претходниот мој гостин денеска, колку се возможни тие да се случат во моментов во земјава без предвремени парламентарни избори? Па нема смисла да има предвремени зошто би имало предвремени парламентарни избори? Доколку има предвремени парламентарни избори, тогаш уставните измени ќе станат изборна тема. Уставните измени не може, те се надизборна, тие се наднационална тема. Таа тема е директно поврзана со европските интеграции. Значи, уценувањето со избори за уставните измени е тотално неконструктивно, инфантилно, не знам, мислам, стварно е бесмислено. Така што уставните измени се нужност за ние да можеме да се го продолжиме патот за европската интеграција. И затоа предвремените избори не смее да се случат пред, според мене, значи пред уставните измени, бидејќи ќе стана тема за подкусурување на дневна политичка основа. Бидејќи ова не е дневно политичка тема, не смее да се доведува во прашање тоа. Значи, мора да има национален консензус. Мора да седнате да се договорат сите во врска со уставните измени. Тоа е нашата стратешка определба. Во услови на поделено општество во сите сфери малку е проблематично да имаме национален консензус за ова прашање, меѓутоа времето ќе покаже да видиме дали политичките чинители сепак тоа ќе го сторат. Професор, овде кратко би ве запрашал, нели, и за случувањата на албанските политички чинители во Тирана. Имено тие оваа недела беа на средба со албанскиот премиер Еди Рама. Информациите кои што дојда од медиумите и од таму од Тирана говорат дека домашните чинители, не сите, оствариле средба и се заложиле за продолжување на евроинтегративниот пат. Колку овие средби, иако во домашната јавност нели се
дефинираат како нова тиранска платформа и така натаму. Колку е средби се добри да македонски политички партии, независно со каков идентитет станува збор, одат надвор во некои земји од обкружувањето и се консултираат за домашни политички проблеми. Како ги гледате? Па јас не го гледам тоа како никаква опасност, напротив, затоа што традиционално во меѓународните односи помеѓу Албанија и Македонија се исклучително добро ниво, мислам многу убава соработка имаме и Дирама е голем поддржувач на Македонија. И тука сега со оваа средба се мислам дека малку така личен маркетинг направи во, да речам, пред очите на Унијата како фактор на евроинтегративна поддршка за за албанскиот фактор во земјава. И тука би сакала да нагласам дека во последниот период некој од освен од македонскиот блок со несмасните изјави, некој од албанскиот политички блок дава стварно некои несмасни изјави кои што немаат врска со реалната состојба, така што етнокорпоративизмот во двата блока, и кај македонците, и кај албанските политички партии, повторно стана тема на трейдов во услови на приоритетна важност да промената на уставот во поглед на евроинтеграцијата. Професорка, овде сосема кратко, во интерес на времето, веќе третиот мој гостин за денеска е пристигна. Би сакал да ве запрашам за уште една проблематика од која што доаѓате. Вие сте универзитетски професор, меѓутоа работите тамо не се многу сејани во образованието. Имавме одложена школска година, говорам за средношколците и за основците. Имаме дојави на бомби, прекината настава, меѓутоа имаме константен пад на квалитетот на универзитетите според сите меѓународни истражувања. На што се должи овие работи, професорка Чупевска? Последниот извештај на рангирањето на универзитети според академски перформанси, УКИМ паднал за 41 место на светската листа, направено од Техничкиот универзитет на Блискиот Исток во Анкара, Турција. Па знаете, значи образованието воопшто, прво контекстот спрема кој што се третира образованието од независноста до денеска е многу несериозен. Погледнете што се случи со учебниците. Значи тоа ви е доволен показател, ова што беше последниот скандал со комисијата и со Тоа е доволен показател колку несериозен третман има образованието. Образованието е многу важно за развој и за одржливост на една земја. Значи, се додека бизнис интересите преовладува или лукративните интереси на поединци, на раководни лица во целиот сектор, зборувам, од најниската возраст до универзитетските, до академската средина, се додека лукративните интереси се и бизнес интересите се на сцената, не можеме да очекуваме да имаме квалитет. А да не зборувам за условите во кои што ние, посебно во високото образование, во кои што ние работиме. Тоа исто се деградираат ли условите во високото образование? Па како да ви кажам, значи и за професорите, говорам и за студентите, говорам и за сите оние вработени во таа сфера. Па да, не е, мислам, сега знаете како, не е атмосферата не е идеална. Значи имаме сериозни прво финансиски потешкоти, за да истражуваме, за да бидеме курентни, мораме да патуваме, да одиме на меѓународни научни конференции, мораме да пишуваме научни трудови, мислам, тоа е дел од нашата работа. Доколку ние немаме основни услови за тоа, мислам, како може, не знам, кој тоа може да успее да ги достигне. На краток рок има ли решение за овие проблеми кои што очигледно подолго време го мачат македонското образование? Мора, значи, многу сериозен пристап кон целиот образовен процес да се има. Значи, од најраната возраст до последните фази во школувањето. Затоа што, поготово ова, мене лично, многу ме секира таа корпоративизација на иштанцањето на дипломи. Па сите знаеме што се случува во државава со некои универзитети. Така што тука стварно, значи, некои елементарни работи прво мора да се завршат, а потоа мислам дека треба една
многу сериозна образовна стратегија да се направи. Што се учи во школа, што се учи во основно, во градинка, потоа на универзитетите и каде, што сакаме од луѓе. Значи, ако немаме образовани луѓе тука, ние не можеме да имаме прогрес. Значи, едукацијата е основа за било кој прогрес. Значи, без тоа ништо не може да се постигне. Така што тука треба многу озбилен пристап да се има во смисла на образованието целокупно. Овдека некаде би го завршиле денешниот разговор со вас. Мојот трет гостин, како што напоменав пред малку, е веќе во студиото. Би ви се заблагодарил уште еднашка за вашето гостување во Утрински печат, па се надевам дека во некој од наредните прилики повторно ќе дојдете и ќе не посетите и ќе продискутираме за оние важни работи кои што секојдневно ги коментираме. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. На вас, почитувани, можам само да ви го најавам третиот мој гостин за денеска. Тоа е професорот Методи Хаџијанев, со кого ќе продискутираме за глобалните безбедносни прашања, меѓутоа и оние регионални предизвици од безбедноста, кои што секоја недела ги дискутираме со него. Предлагам по рекламите да останете со Утрински печат и со мојот трет гостин за денеска.